Исхраната богата со овошје и зеленчук ова лето е вистински луксус. Поради екстремно високите цени, граѓаните ги одминуваат пазарите кои се преполни со сезонски намирници, но нема кој да ги купува. Добар дел од овошните култури кои се одгледуваат и кај нас не се поевтини од 200 денари по килограм. Во Министерството за земјоделие веќе се разговара какви мерки да се превземат со цел овошјето и зеленчукот да бидат подостапни и да ја збогатат македонската трпеза, иако производствената цена ја определува производителот. Но сепак тие цени не може да се разликуваат премногу од еден до друг производител и затоа ќе треба да воспоставиме некоја позитивна пракса и стратегија на начин на регулирање на овие цени, како што минатата година, например, се направи методологија за утврдување на цената на произведено винско грозје, која беше зголемена за одреден процент и на тој начин се формираше генерална национална цена кај сите откупувачи на грозје. Така да можеби по овој позитивен пример ќе треба да се следат и останатите и на тој начин ќе можеме да регулираме, да утврдиме една цена која што ќе биде прифатлива и за производителите и за потрошувачите. Друг проблем се лошите политики и очајните мерки кои со години ги превземаше државата. Македонија, која е аграрна земја, увезува дури 70% од земјоделските производи. Климатските промени се само една од причините за тоа. Македонија има посериозни структурни проблеми, а тоа е старењето на руралната популација и напуштањето на селата, укажуваат експертите. Климатските промени не се првенствен фактор кој влијаат на намалувањето на производството, на намалувањето на површините земјоделски. Пред се тоа се системски грешки направени уште од 90-тите. Самиот сектор не е атрактивен за млади луѓе, профитната маржа, како да кажем, или обезбедување на основна живеачка е дискутабилна, голем процес на иселување. Прво сме силно расцепкани. Тоа значи дека нашата просечна фарма е 2 хектара, што е премалку за да живееш од незе. Значи, нема, едноставно, тоа не е економски профитабилно стопанство, освен ако не работи со некои многу скапи, трудоинтензивни култури. Вториот проблем ни е возраста. Значи, 2016 година возрастот на просечниот македонски земјоделец беше 56 години. Од тогаш има колку се скоро 10 години. Многу малце млади влагаат во секторот, значи сега сме нашиот просечен земјоделец е постар од 60 години. Тоа што сме увозно зависни не значи дека немаме капацитет да произведуваме доволно количина на здрава и безбедна храна. Државата сега нуди огромни можности, ги субвенционира земјоделците, доделува неповратни грантови, но за жал сите тие поволности остануваат неискористени. Најголем дел од 180.000 земјоделски стопанства, колку што се регистрирани во Македонија, не се земјоделски, вели Чукалев. Реално во земјава има околу 70.000 земјоделци.